Добар ден. Јас сум Весна Попучовска, оделенски наставник од Основното училиште Александар Турунџев, село Кокоречани, Битола. Денес часот по македонски јазик за четврто оделение има наслов Анализа на текстот Новите другари. Овој текст се наоѓа во учебникот по македонски јазик за четврто оделение од авторите Љубица Севдинска и Весна Настоска, а автор на текстот е Горјан Петрески. На овој час треба да ја сватите и да оживеете содржината на текстот, да ги воочувате и издвојувате личностите и нивните карактеристики, да го определувате ставот на личноста кон настанот во текстот, да развивате способности за прераскажување од различни стојалишта и да ја откриете пораката од текстот. Пред да почнеме со читање на текстот, треба да ги прочитате и одговорите следните прашања. Кои се твоите другари? Зошто ги сакаш нив? Како се однесуваш кон нив? Дали би сакале да запознаете нови другари? Каде би можеле да најдете нови другари? Запрете го видеото и секое прашање прочитајте го и одговорете го усно. Може да го одговорите на членовите на вашето семејство или пак на некој од вашите другарчиња. А сега, откако ќе ги одговорите прашањата, ќе преминиме на читање на текстот. Овој текст го обработувавте минатиот час и сигурна дека дома сте го прочитале неколку пати и дека вашата наставничка ви дала прашања на кои што ќе одговорите. Сега ќе го читам јас, а вие внимателно ќе ме слушате. Новите другари. Август истече. Дојде и септември. Сите се вратија во училиштата. Беа поцрнети од сонцето, но и одморени. Новата учебна година почна, а и време беше. Добре дојдовте, ученици, ги поздрави учителката Јана. Се одморивте ли? Колку сте пораснале за овие 3 месеци, како да не сте четвртоделенци? Весела врева во оделението. Само 2 деца, девојче и момче, седеа сами во клупите и срамежливо молчеа. Девојчето имаше долга црна коса и јадри црни очи, а момчето беше русо со сини очи. Од овој ден со вас ќе учат Невена и Димитар, рече учителката. Тие се вашите нови другари. Кој ќе сака да седи со нив? Од сите клупи едногласно одекна. Јас, јас, јас! Учителката Јана се смешкаше. Чекајте, чекајте, ги смируваше. Еве вака. Секој од вас нека го запише своето име на парче хартија. Невена и Димитар сами ќе си одберат. На среќа. Така и се случи. Од 30 ливчиња на Невена и падна да седи со Игор, а на Димитар со Ана. Колку сум среќна, извика Ана. И јас, се израдува и Игор. Уште посреќни беа и Невена и Димитар, а и другите со учителката Јана. Знам дека текстот многу ви се допадна и дека неколку пати го имате прочитано дома. На овој час ќе учиме да го прераскажуваме текстот. За да можеме да го прераскажиме текстот, ќе употребиме неколку прашања. Кои се тие? Каде се вратиле децата? Какви биле тие? Што им рекла учителката? Кој дошол во нивното оделение? Што прашала учителката? Како одговориле децата? Како го решиле проблемот? Зошто сите биле среќни? Овие прашања не треба да ги препишувате, треба да ги прочитате и усно да ги одговорите. Запрете го видеото, читајте ги прашањата и усно одговорајте ги. Но внимавајте при одговарањето да користите цели реченици, а не кратки зборови.
Например, првото прашање: каде се вратиле децата? Не треба да напишете или да одговорите само на училиште, туку треба да употребите цела реченица. Децата се вратиле во училиштето. Значи, внимавајте секогаш кога ги одговарате прашањата да користите убави, цели, полни реченици. Овие прашања ќе ви помогнат полесно да го прераскажите текстот. Значи, запрете го видеото, прочитајте ги прашањата и усно одговорете ги. Откако ќе ги одговорите прашањата, прочитајте го текстот еднаш гласно, а потоа обидете се сами да го прераскажите текстот без да ги користите прашањата. Откако ќе го прераскажите усно текстот, ќе треба да запишеме план во вашите училишни тетрадки. Значи, сега ќе ви бидат потребни тетратките и моливчињата. А што треба да запишеме во тетратката? Ќе си запишете наслов анализа на текстот Новите другари. Под него ќе треба да го запишеме, односно да го одредиме местото каде што се случува настанот, времето, кој е настанот, ликовите и пораката од текстот. Ајде да видиме. Каде се случува овој настан? Значи, на каде е местото? Место во училницата. А во кое време се случува настанот? Се разбира во септември, на првиот училишен ден или на почетокот на учебната година. Кој е настанот или случката? Тоа е запознавање со новите ученици. Кои се ликовите во овој текст? Ликови се учителката Јана, новите ученици Невена и Димитар, Ана, Игор и другите ученици. Од овој текст можеме да извлечеме повеќе пораки, но една од нив, например, е дека другарите се стекнуваат за цел живот. Овој план препишете го во вашите училишни тетрадки. Откако ќе го препишете планот, следува друга активност. За таа активност треба на средина под планот или пак ако немате место на нова страна во вашите училишни тетрадки, да ги препишете овде запишаните зборови. Значи, запрете го видеото и препишете ги зборовите. Од една страна нацртајте ги учениците, а од другата страна нацртајте учителката. А потоа ќе го читате секој збор и ќе го поврзете со онаа слика за која што мислите дека одговара. Кои зборови се тие? Одморени, поцрнети, пораснати, весели, досетлива, мудра, срамежливи, молчаливи, радосни, среќни. Овие зборови всушност ни ги дават и карактеристиките на ликовите во текстот и покажуваат како тие се чувствувале во време кога се случува овој настан. Поврзете ги и може да додадете и своји зборови или пак да извлечете една фраза или реченица која што ќе се однесува на цел текст. На крај, треба да го прераскажите текстот за домашна работа. Но не како што го прераскажувате стално секој текст, туку овој пат ќе треба да го прераскажите текстот од различно стојалиште. Тоа значи дека треба да си замислите дека вие сте некој од ликовите во текстот. Треба да раскажете што ви се случило на првиот училишен ден, како сте се чувствувале и што се случило. Еве вака. Замисли си дека ти си Невена ако си девојче или Димитар ако си момче. Напиши што ти се случи на првиот училишен ден. Како се чувствуваше? Замисли дека си Ана ако си девојче или Игор ако си момче.
изрази го твоето задоволство што токму ти ја имаше таа среќа да добиеш ново другарче во клупата и да му покажеш дека е добре дојдено. При раскажувањето можете да ги користите и следните изрази: летни сончеви денови, нова учебна година, поздрав од учителката, весела врева, осамени деца, прашањето на учителката, нови другари, едногласен извик, насмевката на учителката, запишување имиња, изборот на Невена и Димитар, среќата на Ана и Игор, заедничка радост. За да го извежбате при раскажувањето од различни стојалишта, може прво усно да си го прераскажите од неколку различни стојалишта. Еднаш бидете Ана, еднаш Невена, Димитар, Игор или пак учителката. Она што најповеќе ќе ви се допадне, тоа напишете го во вашите тетрадки. На овој начин ученици ќе научите да ги прераскажувате текстовите од различни стојалишта, ќе го вежбате вашиот речник и ќе може да ги опишувате своите чувства и она што се случило. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме на следниот час.